Зборот фолклор е составен од англиските зборови folk – народ и лор – традиционално знаење. Па така, значи народно наследство или уште подобро народно творештво. Фолклорот е составен дел на секој народ во светот и токму поради тие знаења и традиции, творештвото е уникатно и карактеристично само за една нација. Во фолклорот се сплотени традициите, ритуалите, празниците, легендите, музиката. Ова нематеријално наследство е важно за идентитетот на еден народ. Фолклорните танци се приказ на сиот фолклор на еден народ. Дел се од него, но се и наједноставниот начин за негово представување во светот. Националната установа Ансамбл за народни песни и игри танец е нашиот прв и главен амбасадор на културата и традицијата во светот и институција во земјата која веќе 76-та година поред го негува македонскиот фолклор. Изразен преку танцот, песната и македонските носи. Еден многу успешен уметник, уметнички раководител на игроорниот кор при ансамблот Танец и извонреден игроорец првенец Јовица Лажевски. Јовица, добре дојде во Трафика. Добро ве најдов, благодарам на честа. Роден во Јегуновце и како дете, уште на 7 годишна возраст, почнуваш да играш во културно-уметничкото друштво Југохром тогашно во Јегуновце. И мене прашањето ми е зошто реши да, нели, на 7 годишна возраст реши да станеш игрорец? И кој ти беше првичниот поттик за тоа? Па видите, Јегуновце е едно малечко населено место. Во тоа време, во моето детство, на мојата 7-годишна возраст, Јегуновце беше навистина едно мало градче. Бидејќи, знаете, таму работеше еден голем хемиско-индустријски комбинат Југохром, кој поради него пред се мислам дека Јегуновце имаше еден голем културен дом. Имаше фудбалско игралиште, имаше пошта, имаше амбуланта. Сите они потребни, општествени потреби кои го има едно малечко градче. И како што споменавте и вие, значи од 7 годишна возраст почнав да членувам во работничкото културно-уметничко друштво Југохром. Во принцип, секогаш кога ќе дојдевме ние прво оделение, да кажем, тогаш образованиот систем имаше прво забавиште, па прво оделение, нели така? Кога ќе дојде генерација на прво оделение, наставникот секогаш не одеше на една проба на културно-уметничкото друштво Југохром. Јас само што стапнав таму, на вистина се заљубив во фолклорот и некако од таа сала веќе не искочив. Секоја проба, дури не бев запис како член, дури работев младинскиот ансамбл, првиот ансамбл, јас присуствував, верувајте, на сите проби. На сите проби, така? Тоа е таа љубов од дете кога ќе се роди и тука нема веќе враќање. Во Танеци од 2001 година, национална установа, ансамбл, како што нема друг, ќе зборуваме повеќе, ќе споменеме повеќе работи, и до 2009 година си и играч и пеач во ансамблот. Значи, не ти е така, имаш и или не пееш? Така. Во тогашното време, кое во 2001 година, така не беа решенијата, бевме како играч пеач, значи игравме и пеевме. Сега, иако и пееме, да кажем, меѓутоа во нашите решенија во работната организација се сема како играч, да кажем. Така да, доке 2009 година, доке 2007 бев како играч, 2007 веќе станувам асистент на раководител на Кронниот хор, од 2009 крајот, почеток 2010 веќе и раководител. Потоа ќе ги кажеме и оние етапи каде што имате нели играч основен, па првенец, па нели имате од прв ред, тоа е малку... Да бидам искрен, малце, јас лично мислам дека малце искомплицирана и таа работа. По суштина сите сте и играчи. Да, за мене јас ги почитувам сите, дури и оној најмлад играч што ќе дојде за мене, тој веќе кога стапнал во Танец, навистина тој не е случајно таму.
Така да таа систематизација во одредени години се менува. Знаете, имаме 4 категории, 5 категории, па не знам, во секој случај како да ви кажам, На сцената сте исти. Лично јас не сум се замарал дали ќе бидам истакна, дали ќе бидам првенец или не, веруете. И кога некоја се правеле тие систематизации, сум бил подпрашуван, да кажем, од менеджерите, директорите кои ги правеле тие систематизации за некое мое размислување. Еве јавно ќе кажам, јас секогаш сум за размислување дека во ансамблот танец треба да имат по мене само 3 категории кога станува збор за играчите. Помлад играч, играч и истакнат играч, да кажем. Солисти, ние немаме толку соло партии, да кажем, како што има во балетот. Така. Веруете. Така. Веруете, нашата работа е каде што, да кажем, 95%, ба и 99%, ние работиме скоро Јас истата сега работа. кажав искрено, ние ве гледаме како едно, значи ние ве гледаме од првиот, од најмладиот до роводецот, тоа е се едно исто и вие сте сите Така. Сепак кажувам да не биде дека е тоа 100% така, има некои соло партии, да кажам, меѓутоа тоа не е голем дел од програмата. Сепак и за тие соло партии, значи треба да бидеш малку и поспремен, поистакне зависи. искуството, тоа си го носи со себе. А и веројатно. талентот, и искуството, и работата И работата. пред се работата, меѓутоа пак ќе се навратам, по мене мислам дека би требало така. Што е потребно да се дојде до танец, бидејќи не е едноставно, не е обично културно-уметничко друштво, туку е национална установа и е професионален, нели од професионален тип ви одите на работа од секој ден. Што е потребно да се дојде до таму? Пред се љубовта. Значи мора да го сакате. Мислам дека може би не е така, мада мислам дека секоја работа која да се работи човек ако не е сака, нема љубов према работата, нема ни успех. Потоа по мене е работата и посветеноста према таа работа. За да дојдете да бидете член на државниот ансамбл, професионален ансамбл во Македонија танец, пред се треба да имате големо искуство во аматеризмот. Значи како мене да сте член, да кажем уште од мали години да се бавите со фолклорот. Сега во поново време, да кажеме, во Средното мужичко училиште имаме и одсек за традицијски играч. Да, има, да. Па исто и таму е убаво човек да се образува, нели? Значи се нуди шанса. Во моја време, јас кога бев, да кажем, во средна школа, не постоеше тоа, за жал. Да, тоа е ново. Меѓутоа, евете, сега овие нови генерации имаат и таа можност. Покрај талентот, покрај практиката, да кажем, аматеризмот во аматерските друштва, еве да искористат едно убаво образование. Така да, пак ќе се натр по мене љубов, желба и голема труд и работа. Сега ќе кажев, работата секако, значи без работа, без вежбање не може да се постигне тоа, ама љубовта сепак е броете. Затоа што ако не го сакаме тоа, не може. Навистина, ако немате љубов, нема ни да се трудите. нема ни да се трудите, нема ни да работите. Така. Ако го имате љубов и кога е најтешко, ако го сакате, вие тога ќе го сработите. велите, супер е, тоа е тоа. Танец е формиран во 1949 со тогашен указ нели државен. Во Југославија целта била задржување и одржување на македонскиот фолклор, представување на македонскиот идентитет. Поминати се 75 години, вие ја терате 76-та. Ти си член на 4-тиот и 5-тиот период, според тоа што гледа во монографијата како ви се поделени периодите. Па така некој како му дојде. Да. Поминати се премногу имиња. Јас навистина би сакал да ги споменеме првооснувачите Емануел Чучков, Живков Фирфов и Рафаел Живковски. Нели тие се тројцата основачи, и потоа поминати се низ танец Александар Сариевски, Васка Илиева, Јонче Христовски, Атанас Коларовски. Коларовски сега и како автор нели на Драчевка, мислам дека е. На еден меѓу првите автори, значи Атанас Коларовски. Сузана Спасовска, Мартин Вучич, што беше директор. Милан Завков, ево поново време да кажеме за Завков, браќата, да. И Октетот Македонија ви беше, женската група Лира, тие сите се поминати низ. Немам информација за нив. Можно е да не тврдам сигурно, меѓутоа за Завкови така да кажам. И Даутовски Драган сите. Што значи да се биде дел? Значи сега, нели, потребни се некои пропозиции, знам дека е потребно за игрорците висина, тежина, претпоставувам тоа дека морате да го одржувате, но таа чест и таа убавина да се биде во танец е преголема одговорност.
Секако, затоа што представувате целата Тоа е преголема земја. одговорност, само и вие кажавте која е целта на основањето на државниот ансамбл. Значи да негува, да очува и да презентира фолклорното богатство во Македонија и надвор по светот. Така. Јас сум убеден дека ние сме оние правите вистински чувари на македонскиот идентитет. Апсолутно. Еве гледате и во овие модерни времена што се случува, да кажем се, и со политиката. Ние уште се бориме како држава да станеме на здрави нозе. Можат се да не струшат со било некоја друга, да кажем така, да не струшат по наводници. Така. Тешко е секаде во која област, меѓутоа Фолклорот во фолклорот тешко. Мислам дека е најдобриот фолклор, искрено, без никаква субјективност, гледајќи ги фолклорните танци, нели има преубави, предобри, прекомплицирани, но имаме, еве го имаме седомосминскиот такт, нели нешто што го има кај нас, го има во другите Се наоѓаат во се наога, сосед нели, сосед, ама да. е сепак покарактеристичен за кај нас. Што го прави посебен фолклорот, македонскиот фолклор? Пред се морам да кажам дека секаде, буквално секаде, кај што се појави танец надвор од границите, една голема еуфорија. Да. Една еуфорија која е зачудувачка за публиката, која го види тоа што го презентира танец. Ете, да не бидеме дека само се фалиме, јас морам да го пофалам да кажеме тука е фолклорот на нашите соседи, Секако, Бугарија, да. Србија, да кажеме исто има квалитетен. Друга страна, го почитувам фолклорот на секој народ. Го почитувам сите танци на секој народ, сите си имаат своја убавина, да кажем. Меѓутоа, нашево е нешто посебно, нешто волшебно, нешто неопишливо. Зачудувачки за секој тип на публика. Да. Тоа сакав да речам, значи каде и да се изигра танец, дали е во Јапонија или е во Австрија или нели каде и да е, луѓето реагираат. Реагираат стварно фантастично и тоа нас не исполнува и затоа продолжувам да одам и понатак. Можам да споменам ете на едно патување во Кина, како анекдота нека биде. Со танец даваме концерт тамо. Тоа последната кореографија, ние не добиваме аплауз. Имало се чудно за нас, и сега како уметници, нас ни треба и научени сме да кажеме да одреден дел од кореографијата, знаеме да е постара кореографија каде ќе имаме ефекти на аплаузи, ни треба и нас енергија да се наполни емоција, не таа. Меѓутоа, кога заврши концертот, веруете, 15 минути минимум луѓето стана цела сала. Ја се најжи сега. И тоа е некако доживување што во тој момент мисливме како не успеваме, едноставно се боревме за време на концертот да ги разбудиме едноставно, да не награде. Како не успеваме да ги наградиме, беше едно чудно за нас, меѓу себе комуницираме. Знаете како, кој е концертот, ние не сме само на сцената. Така, и ние сме и позади сцената. Да. Колку трошиме енергија на сцената, толку трошиме позади на сцената. Така. За еден костим да се облече, да кажеме, од еден етнички предел за да облече, за друг од 7 до 8 минути, максимум 10, некој да шиме за 4 месеци. Тоа е преголема енергија, ти си насочен во таа работа се спремиш. Меѓутоа, и додека се спреме меѓу себе си комуницираме што е работава, што се случува, зашто, дајте нешто. Нема ништо, верувате. Меѓутоа, ако заврши концертот, значи 15 минути да се аплодира без пресек. Некаде читав за некој, можеби и за вашиот настав, каде што потоа кинезите, не е ова прв случај, тие знаат на крајот да ги чекаат уметниците и да им се поклонат на излезот како... Да бидам искрен, не го доживеавме. Тоа веројатно сум читал за некоја друга. Може. Истата ние сме, приказна. да кажам, дека после нашиот настав не сигурно губиме. Еден Уште час саат време да за... се спреме, да се собере опремата, да Так. се злиплимува носијата, да биде тоа све како се треба. Супер, спомена носија. Јас исто во најавата кажав дека носијата е исто, нели ваша цел е да се зачуваат тие носи. Имате преубави носи. Она што ме интересира, ајде тоа што треба да се соблече и облече на слече и облече на за 4 или 5 минути, што е предкомплицирано, туку бидејќи веќе немаме производство на такви носи, нели во Македонија веќе нема. Да, може да се каже да Дека веројатно ги прават само за вас, ви ги шие некој, ги чувате старите, како е? Вака се да пред се танец од секојаш пауза да настапува со автентични носи, оригинали. Бидејќи сум од тој дел да кажам од деснавот, исто така се занимавам и со носиите, ги сакам, истражувам, одам на терен. Мислам дека уште нешто може да се најде оригинали, меѓутоа за 10 години ќе имаме веќе голем проблем околу тие носи.
Што се однесува да се вратам на прашањето за танец, значи танец се уште користи автентични носи и кога ги правиме новите кореографски постановки, гледаме да собереме оригинални автентични носи, мада мора да признам дека имаме проблем пред се со машките облековни елементи, кои за жал се помалку ги има на терен. И кога доаѓаме у ситуација да најдеме облековни елементи, тогаш гледаме да биде тоа направена оригинална реплика. Да. Со оригинални материјали, колку што може да биде поавтентично. Меѓутоа, уште можам да кажам дека танец е се уште подвижен музеј. Да. И мислам дека така ќе остане. И Затоа ве најавив како така, нели, Да. како некој што го негувате не само орото и така, песната, и туку и така и носијата, што носијата. исто еден белег од идентитетот на еден народ. апсолутно. Би требало нешто да се смисли околу тоа, да се направат реплики на тие. Дали за секој оро имате разлика, нели, во кој оро што Да. се носи? Претежно имаме ние носи, да кажам, во зависност од кој етнички преглед е кореографската постановка на изведување, И со таму тоа- е облековните елементи или костимот, носијата од тој пред. Така. Затоа што некогаш гледам дека девојките претежно имаат различна А сега ако навлегуваме во самиот облековен, во самиот костим, да кажем, еден облековен елемент може да кажеме, не знам, од етнички предлог Радовишко поле, ова прегача или скутач што е напред. Скуден, да. Тој може да биде во разни мотиви. така. Значи, Колку машките имате помалку, жените додека се под кошула. што се однесува околу облековните елементи, така е, значи. Да. Жените имаат малце покомплицирана Да. носија за облекување, мажите, да кажем, поедноставно. Не им требаат 10 минути сигурно да се... Во принцип, ние кога правиме простор за тоа пресобликување од кореографија до кореографија, кога ставаме нели блокови оркестарски или пејачи, Так, тие соло, пејач да гледаме да биде, значи негде гледаме да биде од 9 до 10 минути, меѓутоа има случаи каде што мора да се заврши работата и за 5-6 минути. И тоа е лудило за сцена. Тоа е лудило, меѓутоа и големо искуство. Да, секако. Да се издржи еден целовечерен концерт на кој играте под десетина, колку кореографии имате, да речеме? По принцип, во просек околу 5 до 6 кореографии, кои се во минутажа може да бидат од 12 до 16 сега да минути. речеме, ама се Целиот концепт е, да кажем, концерт околу 90 до 120 минути, зависи каде, или има концерти на 2 дела, зависи како е што, меѓутоа, да кажем, еве, овие основните концерти, да кажем, традиционални годишни концерти кои ги одржуваме секоја година во Македонската опера и балет е негде околу 120 минути. 2 часа. Како се одржувате во форма? Вежбате секој ден, знам, но сепак треба да бидете во форма, да вежбате постојано. Нашиот работен ден почнува со гимнастика. Со гимнастика Значи, во принцип, ние одиме секој работен ден на работа од 15 до 10 часот, да кажем, до 13 и пол часот, зависи. Првиот, значи, работниот дел ни е поделен во 4 дела, 4 часа, да кажем. Првиот час е гимнастика, вториот час е загревањето посебно, трети и четврти работиме во зависност од програмата што треба да се спрема, што ни следува во периодот. Секој сум се прашал што правите во текот на денот на работа. Мислев дека само вежбате, ма да, имате значи гимнастика. Има доста активности, доста работа, зависи од агендата како што ни престојува. Некои се обновуваат стари кореографски постановки, се поставуваат нови кореографии. Подзаборавени се обновуваат исто така да има доста работа. Сигурно. Кажи ми, од 2009 до 2017 си раководител и на игрорниот кор и повторно од 2020, така или постојано си? Имам тамо прекин некаде од 17 до 19 после короната повторно бев. Така да... Што значи да си раководител? Колку ги караш, колку ги негуваш? Не. Јас сум човек што во принцип и во приватниот живот сакам да го избалансирам својот живот и да се прилагодам према личностите околу мене што се. Знаете, на некој начин сите ние имаме некој посебен карактер, посебен начин на живот и така да јас пробувам да се прилагодам со секој. Што се однесува околу мојата работа, не сум човек што знам да бидам строг, меѓутоа се трудам да направам атмосфера каде што ќе се испочитува работата.
Во секоја работна организација, знаете, секаде е тоа. во секоја работна организација има луѓе кои некои повеќе се сакаат, некои помалку се сакаат, се дружат, замислете. Тоа е исто како семејство. Вие сте семејство, ами во Големо семејствата семејство. има. Големо семејство. Ова е голема заедница, што можеме да кажем. Јас пред се сум задоволен од моите колеги што имаме една основна почит. Пак ќе кажам, сигурно мене не ме сакаат, ни па јас барам да ме сакаат ни на работа, ни воопшто во живот. Меѓутоа една почит барам да имат према мене како раководител, пред се преку мене према ансамблот. Така не е лично, туку повеќе како за доброто. Иначе е навистина преголема одговорност. Да. Предголема одговорност. Се трудам да бидам пример како работник. Се трудам да се завршам работата професионално, не дека немам грешки, меѓутоа секој човек има грешки, меѓутоа навистина не навлегувам намерно во некоја грешка или да му грешам на некој колега, не дај Боже мазлички, нешто да му правам сопки, нешто во таа смисла не. А дека сум имал некои грешки, најверојатно сум имал. Дека некој можеби сум сгрешил, Меѓутоа уште еднаш кога ќе се навратам, се трудам се уште да бидам пример за сите твои колеги, да. Ќе искористам прилика да им се заблагодарам на колегите за секако сегашната моја работа со нив. Прекрасни луѓе. Да. Јас се надевам дека ќе имам уште некој гостин од кај вас, барем уште една од девојките. Па да кажат тони малци за мене. Па да кажат како си како раководител. Може да ми опишеш еден настап, таа возбуда, таа и исто едно од прашањата ми беше кога спомнавме за играњето надвор и како публиките нели секаде во светот реагираат. За вас што е поубаво кога сте поубаво вие кога сте дома секако, ама има разлика кога сте на странска сцена пред странска публика и македонска, нели? Овдека се чувствувате можеби повеќе скенирани. Можам да кажам дека има, да бидам реален, пак е зборуваме лична гледна точка. Така, тоа што мене поголем е притисокот кога настапувам тука во Македонија. Така и мисля. Не дека се плашам дека луѓето тука ја познаваат проблематиката, некако ми е поголема одговорност тука. Не знам зошто е така. Додека кога настапувам надвор од нашите граници, премногу сум горд. Верувајте. Така, да. Тоа е една посебна магија и магија која може и не може да се опише, верувајте. Додека почне концертот, нормално си има припреми, тонски, технички проби. Самото патување, да кажем, самата турнеја веќе припрема посебен начин на живот. Значи, од повлегувањето во автобус, кога ќе тргнеме на ансамблот, па во автобусот, па сместување по хотели, па проби, се е тоа нешто посебен начин на живот и мислам дека живееме ние тогаш во еден друг свет. Тогаш влегуваме во некоја капсула, некако и така сме некако програмирани терен. А посебен дел од тој живот, да кажеме, првата стапка на сцената на било кој концерт. Кога ќе стапнам јас на сцената, веќе Јовица не постои. Јовица не постои, постои дел од танец, постоиш како еден атом од тој целиот организам. Па сила така. И колку душа, колку сета љубов што имаш, претпоставам излегува во тие моменти кога ќе се. Не знам дали може и тоа да се опише или да се измери. Ама тоа се гледа. Мислам дека ние даваме. Тоа се гледа кога ве гледаме ние како публика. Тоа повеќе може да го осети публиката, може да осети другата страна. Кога не гледаат. Посебно, да кажам, оние луѓе, што сте наши пријатели, роднини, што не знаат, они може да го осетат како ние се преобразуваме, да кажам. Јас мислам дека сите, затоа што не сте вие роботи што излегле да играат, што играте совршено или прецизно, секако вие знаете дека и грешка ќе се појави се што е многу нормално, ама сета таа љубов и душа што ја внесувате се гледа. Јас морам да кажам. Барем за мојата, јас така го доживувам. Во текот на годините има поставки многу, има песни, ора, програмата се менува, се модернизира или се враќаат стари, како што спомена. Кажи ми за некој од ората, кој што ти се тебе може би по така, на душа. Вака сега, иако сум јас автор, да кажам, на многу кореографски дела, меѓутоа сепак сум го кажувал секаде и до сега и мислам дека така ќе остане. Една од кореографиите која за мене е нешто големо богатство, да кажеме,
Драчевка на господинот Атанас Коларос. Значи знаеш дека ќе кажеш Драчевка, мислев Црногорка, не Драчевка. Драчевка, значи борам за коreografската постановка, иначе Црногорка како оро е дел од коreografската. Таа беше Драчевка, беше та на 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 на. Не, тоа е нешто друго. Тоа е Таму е Црногорка. Там да. Таа Црногорка е дел од коreografската постановка Драчевка. А значи тоа е Значи дел. една коreografска постановка е составена од повеќе ора и песни. Така. Коreografската постановка се вика Драчевка, мада има и оро Драчевка, меѓутоа Има и оро. Така, Црногорка што спомнавте е дел. Таму потрчана Црногорка, Баба Ѓурѓија. А тие сите влегуваат, Сите значи влегуваат, потрчано, Баба Ѓурѓија, Така, сите. во еден коreografски Така, сплет, како сплет. или коreografска постановка која го им носи името и Драчевка. Така. Иначе така, бидејќи, како што кажавте, исто така можам да споменам тука и тешкото, бидејќи сум човек кој доаѓа од Западна Македонија. Така да тешкото имам, да кажам, некоја магија посебно, верувате кога влегувам јас на тешкото, бидејќи добро го познавам и Галичник. Како мал сум во Галичник, благодарение да кажам на хотел Неда, Така. денеска постои хотел Неда во Галичник. Во времето беше тоа во собственост на комбинатот Југохром. Па ние како деца на родители кои работеле во комбинатот имавме поволни поволности да одиме, да кажем. Така да и доста детството се го поминувало таму горе во хотел Неда и Галичник го знам така го. И верувате, многу пати кога ќе искочам со тешкото, мене пред моите очи излегува Галичник. Извини, го спомена ти, го кажа пред јас да го најавам, ама јас морам да си дозволам. О тешкото зурли штом диво ке писнат, штом тапан ке грмне со подземен екот и ке прескокнам до старци излегуваат еве, начело им мисла, во очи им влага и првиот чекор по меката трева е мирен и бавен со задржана тага. Но рзнува тапан и писок се крева и молња светнува во секој глед. До старците момци се фаќаат скоку. Можете ова сега да замислите како ни е нас? Јас овдека запишав, вака Блаже Конески го започнува и ви читам делови од една од неговите најубави песни, Тешкото. Според неговите зборови го гледал орото во Прилеп, прв пат пред да воопшто да се направи танец во 42 година, без музика. Орото е точно од мијачкиот дел, каде што печалбарите на враќање околу Петровден се враќале и го играле тоа оро. А вие имате токму со ова оро освоена награда во еден од најпознатите Ланголен во Велс, нели, награда за специјална награда и за најдобар како се вика, фолклорна група на фестивалот. И јас пишав што значи тешкото за вас, што значи штом зурли диво ке писна. Ете, јас не го знам тоа прашање каде Да, знам дека не го знам. Малце објаснив. Што е тоа? Тоа е... Пак ќе кажам, некоја магија, чувство кој навистина не може да се опише. Значи, ние секој се подсетуваме на овие зборови. Така, нели? Пак ќе кажам, јас секој се подсетуваме на Галичник. И секогаш како прв пат да го играме. Ете, тоа ќе речев, секогаш ви е ново, така секогаш ви е прв пат тешкото. Кажи ми, еве, за носијата споменав, имав тука запишано, сега сакам да позборувам малку за твоите кореографски поставки, го имаме Поселје, Малешевка, Кумановка, Моме Митро, прочитав Уливаду или Уливади. Уливаду. Раскажи ми нешто за нив, како ги осмислуваш чекорите, користиш, секако има некои, веројатно основни нели чекори што постојат? Пред се морам да кажам дека да се заблагодарам на еден од директорите кој ми даде можност да почнам со оваа работа, да кажам, тоа е господин Бошко Треневски, човекот кој впрочем ми ме донесе во ансамблот. И првата моја коreografска постановка е Поселје, точно етнички предел, Долни Полак. Моето родно место нормално почнав и таму. Составањето на една коreografско дело можам да кажам дека е составено неколку етапи. Јас ќе го кажам мојот начин на работа. Така, Мора да споменам дека ние во Македонија немаме образовани коreографи за оваа работа, ни па јас сум образован, иако имав голема желба тоа да го направам во соседна Бугарија.
Меѓутоа, професорите тамо ги знаат моите дела, да кажам, веќе од кој ги направив. И велат дека се Дојдете, слободно, само појавете се народски кажено, ја добивате дипломата, меѓутоа, за жал, во дипломата стоеше кореограф-педагог за български танци. Пробав ја да биде тоа само кореограф-педагог, за жал не може тоа да ми помогне, сепак е тоа образовен систем тамо. Малце во некоја дебата навлеговме, да кажам, фина, не нешто лошо, мада да кажам политички. Сепак се уметници. Од нивна страна, они кажува, да кажам, исто тој професор сака ми каже, знаеш, вика, колку вика режисери во театарот кои творат кај вас во Македонија има завршено во Бугарија. Така. Вика, мислам дека ти е грешка, дека треба да го завршиш, да го земеш кај нас. Јас сепак, може би грешам, не знам, а меѓутоа сепак стојам на ставот дека ако биде само кореограф-педагог, би отиł да се образувам, што се би се рекло, меѓутоа во овој случај се уште не. Како и да, само сакав да кажам дека ова што го работиме ние, фактички една кореографска школа која има формирано ансамбл од танец. Значи, кажам, го споменавме Атанас Коларовски, тој е еден од првите генерации со Глигор Василев, да кажам, едни од првите генерации кои почнуваат да го обработуваат изворниот фолклор. Па втори генерација се таму може Стојче Канафилов, Владо Становиски, некој ми простат некого ако не споменам, па веќе јас се јавам како ова трета генерација тука, заедно со колегата Симон Чулев, Лупчо Маневски, еве веќе и после нас. Лупчо Маневски го видов дека се појавува так, многу. Ете сега имаме уште еден тука нашиот колега Маријан Андоновски, помлада генерација кој продолжува, така да сакам да кажам дека ние веќе кореографската школа ја чуваме и ден денеска. Значи, мојот начин на работа, прво се определувам еден етнички предел, или народски кажене, регион во Македонија, каде што, впрочем, и немаме запазено во ансамблот танец, заштитено, да кажам, или направено кореографско дело. Во ова модерно време малце се погугла, да кажам, имаве некои доста материјали од вашава телевизија тука, кои се веќе извадени на Google. Потоа, нормално се прави едно теренско истражување. Во тоа теренско истражување пред се ми помагаат луѓето од локалните аматерски фолклорни ансамбли. Прво ги посетувам нив, да видам дали они имаат некои ореа песни кои имаат во нивниот репертоар, а ние кои го немаме во нашиот ансамбл. Потоа ми помагаат они да ми најдат информатори. Знаете, бидејќи они се луѓе што се бават со фолклорот и точно знаат во тоа село кој знае да пее, кој е добар играорец, кој играв на собор овде. Така да се собере материјали и на информаторите, кој ќе соберам еден одреден број на материјали, ора песни, правам селекција, од таа селекција си ја правам јас својата приказка, веќе почнувам. Така да во принцип мојот стил на работа е пред се да запознам, да ги покажам изворните варијанти на играчкиот образец, изворната мелодиска линија, пред се кога правите кореографско дело, мора да имате соработка со човек кој се разбира од музика, да обработи музиката. Така да прво задолжително, значи изворниот играчки образец, изворната мелодиска линија, а потоа си правиме надоградба или обработка на тие кораци. Дали измислувам клек, вртене, приказка, како ќе биде се, тој филмот си го правам во својата глава, така да и некако и не можам 100% да кажам како е мојот рецепт, да ми кажете како е. Меѓутоа морам да признам, еве и сепак тие што ме познаваат знаат дека јас сум доста скромен човек, меѓутоа морам да признам и сум многу радосен што навистина моите дела се застапени не само во државниот ансамбл, се застапени по аматерските ансамбли во Македонија, ма веруете и има многу ансамбли во нашиот регион кои ги изведуваат моите кореографии. На крај се свидуваат на тоа дека твоето искуство е доволно за да можеш да бидеш добар кореограф, дека не ти е потребно диплома за да бидеш успешен, нели? Бидејќи со сето тоа истражување што го правиш е доволно. Навистина не би знал да кажам дали е добро или е лошо, меѓутоа можам да направам една малце споредба, лично мое мислене да кажам. Нашите колеги од државниот ансамбл Коло од Србија, доста нив замина да се образуваат во Бугарија, бас на тие кореографски школи. И мислам дека сакаат или не, малце им се направи асимилација на нивните дела, така да може би од една страна е добро што сме ние вака, сега за сега.
Како уметнички раководител, нели, во танец се појавуваш и во други фолклорни секции, тоа прочитав во твојата биографија, како културно-уметнички друштва исто, но имаш и една новина, свое студио, фолклорно студио Блажевски. Кажи ми како, што изискува од тебе тој ангажман? Ти, претпоставам, ги држиш вежбите за танци. Да, голем дел од моите колеги, да кажам, голем дел, добар дел, претежно сме и уметнички раководители по аматерските фолклорни ансамбли, по Македонија, така да јас имам доста соработувано и долги години работено, да кажам, во културно-уметничкото друштво Кочо Рацин од Кичево. Да, и тоа видов. Тоа ти е... Во моето родно место Кут Извор, исто тамо сум уметнички раководител. Во Пионерски дом Карпош работев околу 12 години детската фолклорна секција тамо. Сум соработувал со многу ансамбли низ Македонија, кажем тука Таше Милошевски од Ресен, Бојмија, Гевгелија, сите скопски ансамбли тука, скоро сите, да кажем, сум одел да поставам дел моите кореографски постановки. Има секаде. Секаде, навистина. И одлучив да се направиме на моја школа, да кажам. Се со цел и намера моето искуство, колку што можам, колку што знам да го пренесам на младите генерации. Иначе имам два сина, едниот ми е на 19 години, другиот на 17 години и двајцата се игрорци се. Поголемиот е играорец, а помалиот свири на кларинета. Така да, ете, мислам дека они ќе ми помогнат понатака и би сакал повторно да обстои моето фолклорно студио, кое веруете веќе скоро 15 години работиме, имаме навистина големи успеси и навистина веќе можам да кажам дека сме еден од, да не бидам пак само подобрите ансамбли во Македонија. Се трудиме колку што може, бидејќи покрај танец, навистина и тие аматерски ансамбли, културно-уметнички друштва имаат големо значење за зачувување на фолклорната традиција во Македонија. Јас се надам ќе ме поканиш да дојдам да го видам студиото, многу ќе ми биде драго. И она што сакав да те прашам е дали кај нас веќе чув дека некаде има, ама дека може ли да се направи како хоби, значи покрај овие деца кои што се учат за да станат идни игрорци, но хоби, еве за возрастни како мене, што би оделе на часови. Така, ве сватив. Во регионот околу нас, веруете, тоа веќе одамна постои. Сега гледам дека има тука обиди неколку колеги кои почна да работат таа работа и мислам дека со тек на време ќе се зголемува таа работа и што е навистина добро, видете, тоа е едно хоби, не едно хоби. По мене е нешто и повеќе тоа. Тоа му треба на човечковото тело. Па да, поубаво отколку да се прави по мене пливањето и фолклорот се навистина работа која навистина му се потреби на човекот. Го движите секој мускул од телото. Неопишливо веруете дека се активира секој мускул. Да. Споменавме кога доаѓаме ние на обновување некој кореографи, како професионалец јас работам секој ден. Меѓутоа кога ќе дојдат некои кореографски постановки да се обноват, веруете дека и ние повторно добиваме болки во мускулите. Или народски кажано запалување на мускули. Да. Со самото тоа кажу, или ако сакаме да изиграме некојаш како хоби фудбал или ракомет, нешто спортуваме, ние обавезно добиваме болки во мускулот. А секој ден сме и гимнастика и за играње, тоа кажува дека нас ни се активираат. Мускулната меморија е извонредна работа. Навикната е на едни движења и секој ново е. Так. А во фолклорот е, значи нема кој, по мене нема кој мускул на телото не се активира. Да. Колку сте во можност да импровизирате додека играте? Импровизации во државниот ансамбл мислам дека не може. Тешко. Има, не верувам, со и самото искуство доаѓаат импровизациите, да кажам. Така. Како искусен играорец, јас точно знам каде сега да дадам повеќе сила, каде по наводници народски кажам да измаркирам, пример сум напред на рампа, ме гледа публиката, тогаш мора да дам, се повлечам во позадина, малце гужва, малце ќе испомаркираш народски кажано, меѓутоа горе-доле стварно нема некоја голема можност да кажам дека сега некоја ќе влезем и сега ќе направиме некоја голема импровизација. Нема. Знаете како е, го спомнем фудбалот имаш 22 играчи на топка се тркала, шутња, ако сакаш трчи, сакаш не, тука нема. Таа пано чука, музика свири, мора да се фатиш, вика,
и да се заврши работата до крај. Не споменав и Оро дека доаѓа и од тоа дека е нели затворен круг, Орото така ви почнува и монографијата дека е затворен или отворен круг во кој што се игра. Кога ќе се сретнете со не знам културно-уметнички друштва од Србија, од соседните земји во Бугарија, Турција, успевате да се пронајдете во чекори, сакаат да научат. Многу ми е тоа интересно кога има например фестивали каде што сте сите. Како професионален ансамбл правиме заеднички концерти нели со професионалните ансамбли од таа страна, меѓутоа на нашите концерти нели претежно е публика кои се членови на аматерски ансамбли исто по Бугарија, по Србија, по се можеме да кажеме искуството нашите колеги, да кажам, кои се паралелно со нас нели на професионална база. Имаме доста концерти заеднички, да кажам, и со Филип Кутев од Бугарија, Коло од Србија, Ладо од Хрватска. Така да некогаш на шега во позадина знаеме да под наводници да се надигруваме, да се дојде до степен така, меѓутоа морам да признам дека сме големи професионалци, ги почитуваме квалитетите или апсолутно, тоа не станува збор. Не никогаш барем ние како ансамбл, не дека јас задним да кажам колку како што кажавме долги години раководител, на тие средби никогаш не сум кажал дека се одиме да се такмичиме. Сега. Дори тоа го практикувам и со мојот аматерски ансамбл кога одам на фестивали, на големи фестивали, некој едноставно одиме да презентираме македонската фолклорна традиција, кај што има такмичарски карактер да кажам. Ако добиеме некоја награда, тоа е нешто добре дојдено. Меѓутоа никогаш не сум правил, не сум така дека ние се мора да идеме да победиме или не знам. Не ми се воопшто на тоа. Мислев баш на како вие како различни ансамбли и фолклори се спојувате и можете тоа да се надигрувате во смисла ние вака се движиме, вие вака се движите на тоа. Имаме моабети да кажам меѓу се праено. Може имаме доста сличности се. Ние колку да сакаме да кажеме дека немаме ние со бугарскиот фолклор или со српскиот фолклор дека е посебни едноставно тоа не е вистина. Има прво самата подреденост на ората. Фала Богу, ние не можеме да имаме со Бразил исти фолклор да кажам, нема логика. И знаеме да кажеме, дури имам некои и исти ора кои ги изливидуваме на различен начин. Шопскиот регион знаеме дека е регион кој офача 3 дела, Србија, Македонија и Бугарија, па имаме тамо ора кои ги играат сите да кажем земници во сите 3 сегашни да кажам држави. Така да знаеме некојаш да направиме како под наводници некој надигруване, објаснували се тоа на шега и со добра мисла. Секако, затоа што треба да ги цениме и другите. Би сакал да ти подарам една книга, тоа е мој превод од шпански, како благодарност за гостувањето денес. Ти благодарам. Смешната помисла дека нема да те видам никогаш повеќе. Многу интересна книга. Се надевам дека ние ќе се видиме повторно. Секако. Дури имам и некоја идеја, ама ќе ти кажам после тоа. Секако и во некое следно гостување и во една друга замисла што имам. Имав уште многу работи. Награди имате освоено и ќе освојувате допрва бидејќи сте едни од подобрите. Кажи ми каков си приватно. Како татко на 2 сина од 19 и 17. Ново прашање може би требало да одговори следниот колега што мојата сопруга. Сопругата. Пред све јас сум приватно и службено. И приватно сум службено. Вака, мојот ден на вистина скоро 24 часа живеам со фолклорот. Значи, убаво. Па мислам за мене е убаво. Секако. На вистина е убаво. Јас се уште се радувам и што можам да бидам таков. Иако морам да признам дека полека можеби на семејството полека тоа почнува да смета, меѓутоа едноставно јас сум колку години веќе 26 години во брак, така да мојата сопруга веќе ме научи доволно. Иако некојаш знае да ме замери за некои работи, дека сум премногу посветен на работата, меѓутоа на вистина јас живеам 24 часа со фолклорот, бидејќи како што споменав и до сега покрај тоа што сум и раководител, јас сум активен играч во државниот ансамбл, водам свое фолклорно студио, соработувам со ЕСНАФ, со многу културно-уметнички друштва. Еве сега се спремам да одам на пат да кажам за Босна да поставам кореографско дело, па одам со нашите македонска заедница во Виена културно-уметничко друштво, исто тамо да работам кореографии. Се спрема семинар тука, биде сум член на уметничкиот СОФА. Така да веруете, некогаш сум му доста и благодарен на Бога што на вистина ми овозможува да работам толку работи. Што би бил да не беше игрорец?
Игрорец. Нели тешко прашање, мене исто да ме прашаат што би бил кога не би бил професор. Јас во принцип како мал ги сакав и возилата и колите, иначе јас сум со средно мехатроничар, иначе сега сум веќе да кажам уште малце дипломиран етнолог-антрополог. Многу ги сакав возилата, може би повторно се вратим на машинството. Видиш, за мене машинството е нешто совршенство. И се трудам тако да бидам и во животот. Полумашински. Што ќе ни порачаш за крај? За на крај ќе ви порачам и вас лично и на сите што не гледат да ја сакаме Македонија, да сакаме македонскиот фолклор, бидејќи сме навистина посебни. Беше вечерва со нас Јовица Блажевски, игрорец, и фолклорот е нешто, еве токму истото кога го кажаме, е нешто што сите ние треба да го негуваме. Старите приказни, легенди, песни, напеви, танци, обичаи, сето тоа треба да остане кај нас и ние да останеме верни на нашите предци и корени и да го сочуваме сето она што не идентификува како народ и не прави посебни. До следното издание на Трафика, имајте убави денови.